Dраги слушатели, продолжуваме со нашите јавувања. На линк го имаме отец Димитар Ташев од Гевгелија. Отец Димитар, слава на Исуса Христа. Во векови слава. Добре дојдовте во нашата утринска емисија. Добро ве најдовме. Како сте? Па добро, еве баш тука сум во центарот Мајка Тереза. Поздрав од мене лично, поздрав од нашите прекрасни дечиња, нашите вработени кои во моментот работат со нив. Каква е атмосферата таму? Па секојаш атмосферата сакаме и е во една радост, бидејќи со такви деца, ако не се работи со љубов и радост, нема успех. Затоа и децата, по лицата на децата се гледа таа радост дека сакаме да им помогнеме. Поздрав до сите деца во вашиот центар, еве, од слушателите и од нас вработените во Радио Марија Македонија и до сите кои што се вклучени во работата таму во центарот. Поводот зашто ви се јавивме ова утро е кампањата на УНИЦЕФ, односно билбордите кои што можат да се забележат низ цела Македонија, а на кои што се наоѓате вие и вашето семејство, заедно со слоганот кај што многумина гледаат попреченост, ние гледаме семејство. Зашто поточно се работи, отец Димитар? Да, како што рековте, тоа е идеја на УНИЦЕФ. Самата организација, знаете дека се грижи за децата во светот, посебно и за овие деца. И кампањата баш ме израдува, бидејќи со тоа сакаме да се подигне свеста меѓу луѓето. Самите слики ја кажуваат и приказната. Значи, овие деца ни се дадени од Бога, тие се дар од Бога и ние како семејства, прво, ние треба да ги прифатиме. Треба да бидат прифатени од општеството и работиме на тоа, бидејќи многу деца поради страх, поради многу работи се кријат дома, а не е тоа поентата. Значи, не треба да се страмиме од тие деца, тие се наша гордост, наша радост. Тие се посебни, не со посебни потреби, иако имаат недостатоци, но тие во Божите очи се посебни. А ние како родители секогаш треба да правиме тие да бидат радосни, да работиме на тоа поле. И затоа на секој билборд има и посебна порака. Како што видовте, ако во многумина гледаат во нив попреченост, ние гледаме семејство, ние гледаме брат. На еден билборд ние гледаме шампион, дете со Даунов синдром кој е шампион во пливање и така натаму. Тоа се деца на вистина кои што и за родителите се гордост, а треба да бидат гордост и за општеството каде што живеат. Навистина со оваа акција се зголемува свеста за присутноста на овие лица кои што имаат шанса и треба општеството да им ја даде, нели, таа шанса, сите ние да им ја дадеме за да можат да се развиваат и понатаму и да бидат прифатени и дел од нашето општество. Би можеле да ја прокоментираме, ако се сеќавате, видеото кое што го направи УНИЦЕФ, еден вид на социјален експеримент во кое што девојка со Даунов синдром ги услужуваше муштариите во аптека како фармацевтка. И тоа пред година дена беше навистина хит, во кое што можеше да се види дека луѓето имаат предрасуди кон неа. Иако таа беше стручна за дејноста која што ја вршеше, сепак луѓето бира да одат кај, да кажам, тие кај фармацевтката која што физички не им изгледаше, нели, поинаку од другите. Како ќе го прокоментирате овој социјален експеримент? На почетокот тешко ми беше кога гледав дека другите во неја гледаат пречка. Иако таа самата се избори, велам, самата се избори за да покаже дека таа нема пречка. Иако е со Даунов синдром, но својата функција ја врши дословно. Значи, таа дословно
сака да ја работи сигурно подобро и од некоја друга. Затоа на почетокот многу ми беше тешко кога гледав дека некои луѓе ја избегнува, но потоа се види дека таа со својата работа им покажа дека е многу способна од некој друг. Еве, можам да приметам и на официјалната страна на УНИЦЕФ година дена потоа е направен уште еден социјален експеримент во кој што веќе луѓето одат кај неа, немаат никакви предрасуди и баш со симпатија гледаат кон неа, така што изгледа целата таа медиумска кампања во изминатата година дена влијаеше позитивно врз свеста на граѓаните. Да, па затоа и се прават и тие кампањи, но не секогаш, иако знаеме дека рекламата, кампањата многу помага во свеста на луѓето, но не секогаш треба да гледаме на тоа. Значи, другиот треба да ни покаже и да видиме големината на тие лица. Туку самите, значи, затоа и ние се бориме против сето тоа. Значи, сакаме, ако тие деца ни се дадени од Бога, Бог ни ги дал, значи Бог за нив и се грижи, кои сме ние да ги осудуваме, кои сме ние да не ги сакаме, кои сме ние да гледаме со други очи во нив. Бог гледа со неговите очи и преку нив допира до нашите срца, до нашите души, за да можат преку нив да ја доприме Божјата милост. Тоа сме го осетиле, јас посебно, моето семејство, од нашиот Ѓорги, дека во нашето семејство владе благослов од Бога преку него. И тоа сакам и на другите да го принесам, дека имајќи такви деца во семејството, не се некоја казна, туку се благослов, милост од самиот Бог. Навистина многу убаво го кажавте ова, отец Димитар. Ви благодарам за ова ваше сведоштво и за ова информација која што ја пренесовте на нашите слушатели и вашето јавување директно од Центарот Мајка Тереза во Гевгелија. Да, благодарам и на вас и секогаш сме на ваша страна, секогаш спремни да посведочиме, да принесеме тоа што ние го работиме за овие деца во нашиот центар Мајка Тереза од Гевгелија. За вашите следни акции, ние сме тука да информираме, па слободно контактирајте не и ние ќе ви се јавиме, отец Димитар. Благодарам од срце. Ви посакуваме убав и благословен ден и уште еднаш поздрав до сите во Центарот Мајка Тереза во Гевгелија. Така, благодарам и од нас, поздрав и од сите нас овде од Центарот. Благодарам. Пријатно. Убав ден на сите. Пријатно.